Со молитва пред иконата на светиот пророк Илија и палење на свеќи, денеска верниците од Штип во соборниот храм Свети Никола го чествуваат денот на овој светец. Што за нив значи овој голем празник? Голем празник за сите верници. за сите верници, нека е за многу години, живи, здрави. Светл празник за македонски народ. И за револуцијата и за Свети Илија. Од духовна, јас сум си верник и си верувам у Господ и ми е убаво што се одиме на црква. Кој сушност бил светиот пророк Илија? Имено овој пророк е роден од родум од племето Ароново. Се родил во градот Тесвит и затоа е наречен и Тесвикенец. Како малецок, како бебен се неговиот татко имал видение како ангел Господов го повива во оган и му дава пламен да јаде и затоа оттогаш и тој татко, неговиот татко, а и сите други кога го кажал сето ова, верувале дека од ова дете ќе биде некој голем човек. Многу други чудеса направил Свети Илија. Тој и со Бога разговарал на планината, го почувствувал Бог како стивка светлина и лесно ветренце, прорекувал што ќе се случи со Израелот доколку не се врати во вистинската вера, го умножил јадење маслото и брашното на вдовицата во Сарепта Сидонска. Најважно од се да се каже дека светиот пророк Илија кога пред да почине, тоест тој и фактички не починува, но бива вознесен на огнена кочија со огнени коњи. Пред тоа му е дал својата наметка на Елисеј и му го дал благослово тој да го продолжи неговото дело. Помеѓу верниците останале како непишено правило верските обичаи што се во врска со еден од најголемите православни и христијански датуми. Да се придржи човек да према празникот, да се водржи, да не се работи, да не се тие работи што треба да прање, мрање, жените што треба да прават, да ги отпочитуваат. Денеска не треба да се работе, не треба уја големите води. Не дома да не се капеш, во езера, во мориње не треба да се капиш. Не треба да се работи, да се почитуваат повеќе правила за празникот.